Македонија нема да претрпи директна штета поради горештините и сушата, додека другите држави масовно исклучуваат нуклеарки и излегоа со препораки за штедење струја кон граѓаните, земјава без поголеми проблеми. Аналитичарите велат, Македонија нема нуклеарни централи, ниту пак дата центри кои бараат големи количини вода за ладење, па директен удар ке нема. Сепак препорачуваат внимателно да се управува со хидроцентралите, односно да се штеди производството, преку ден да се испушта минимум вода, а да се произведува навечер кога потрошувачката е зголемена. Максимално ќе се купува ефтина електрична енергија на берза, значи дење ќе се испушта само минимална количина вода во дневниот дење кога имаме сончева енергија, се чува, се штеди, мора да се испушти минимумот за живите организми во долното течение на реката, а се чува хидроенергијата за попладневните вечерните сати, кога после 17-18 часот има нагло зголемување на потрошувачка на електрична енергија и каде што цената е тогаш 3-4 и повеќе пати повисока. Ризиците може да дојдат од зголемената цена на струјата на берзите. Владата веќе рече дека акумулациите се полни 70%, за разлика од пред неколку години, кога беа на минимални 8%. Аналитичарите велат дека во вакви ситуации на големи суши кои предизвикуваат проблеми во енергетскиот сектор, станува важно колку треба час поскоро да се изградат државни хидроцентрали, како Чебрени галиште, како и оние по течението на Вардар. Колку може повеќе да се изградат акумулации, да се задржи таа вода и кога се вакви моменти, гледате, тоа е веќе одеднаш на потреба од вода, потреба од електрична енергија, а ако се направат тие акумулации да бидат реверзибилни, тогаш таа ефтина електрична енергија може да се користи за складирање дури и на сезонско ниво. Државите долж течението на Дунав со нетрпение очекуваат дожд. Нивото на Дунав е повеќе од 1,5 метри под референтната вредност. Франција, Германија и Унгарија почнаа да ги исклучуваат нуклеарните реактори. Словенија брои денови до намалување и максимум недела до исклучување на производството од нуклеарната централа Кршко, поради нискиот водостој, но и зголемената температура на реката Сава. Реката не смее да надмине температура над 28 степени, бидејќи тогаш водата станува неупотреблива. Унгарија и Романија вчера воведоа мерки за штедење струја кај бизнисот и граѓаните по 19 часот. И хидроцентралите во Србија произведуваат на минимум. Ниските водостои на Дунав, Рајна, Мозел, Меза, Сава веќе предизвикаа проблеми врз речниот транспорт, туризмот, земјоделството.